Само еден поглед на новата генерација на Escalade е доволна да му се прости на Cadillac што толку долго ја најавуваше. Како символ на луксузот на американскиот начин, овој голем теренец сега е уште поголем. Доколку што е тешко да се најдат вистинските зборови, заради што е подобро да се опише со бројки. А тие велат дека е долг 5,4 метри, широк 2 метри и 5 сантиметри и висок 1,95 м. Со меѓуоскено растојание поголемо од 3 метри, овие габарити обезбедуваат раскош за патниците распоредени на 3 реда седишта. Ако пак патуваат само двајца, тогаш на располагање им е простор за багаж поголем од 3 кубни метри. Но бидејќи во Америка има и такви на кои сето ова им е малку, Cadillac нуди верзија на Escalade продолжена за 38 сантиметри. Што и да се избере, ќе се добијат едно чудо технологии произведени од закривениот OLED дисплеј од дури 38 инчи. Поделен на 3 дела, тој ги заменува централниот дисплеј и инструмент таблата, од чија лева страна се наоѓа екран за информации за возачот. И патниците на задните седишта имаат своји екрани, а за комплетно задоволство ќе се грижи и премиум аудио системот со стандардни 19 или опционални 36 звучници. Продолжувајќи понатаму се стигнува до бројките 9 и 22. Првата е колку камери има, а втората колку инчи е диаметерот на тркалата. За нивни погон ќе се грижат 6,2 литарски V8 бензинец и 3 литарски дизел, првиот со 420, а вториот со 277 коњски сили. 10-степената автоматика се подразбира, но не и погонот на сите тркала кој е опционален. Дизајнот нема да го коментираме бидејќи што и ќе кажеме ќе сгрешиме. Тоа ќе им го препуштиме на купувачите на овој full-size теренец, чија продажба ќе започне при крајот на годинава. Од Cadillac велат дека цената нема да биде многу поголема од сегашните $76,000.